Е него селото. А куќата? Која е твојата, таа? Со големото дрво во дворот. Чекај, насред село или понакрај некаде? Не, донезе она со големото дрво. А чекај. Она на крај од селото, она жолтана со чардак или? До неа. Со големо дрво во дворот. Јас ја гледам. Па не е многу убава, да ви кажам, а и не е баш голема. Така е, куќата не е голема и убава. Не, ама да сме живи и здрави ние, така е. Ама со сложни луѓе ќе не Так, биде и убава и голема. Така е. Сите куќи се убави луѓе во неа се убави, така е. Така си е. Епа, да одиме, а? Да одиме. Ајде. Ова е куќата. Ова е, а? Арно ќе беше, да беше малку поголема, ама здрав. Ајде сега додиме, оти моја Маре на трње седи. А јас на трње стојам. Ајде одиме. Па, черко, стигнавме. Добре ни дојдовте, повелете. Ова е жената за која што ти кажував. И нејзе Господ ја казнил, ја оставил без стопан, како мене и тебе мајка ти што не остави. Да си се сакате, да се сложувате. Сега имаш и мајка и сестра. Како да сте од иста крв. Добре дојдовте, мајко. Да се живе и здрава. Добре дојде, сестра. Господ сакал еден живот да живееме. Како што гледам, Киркичево, убаво, умно, вредно. А ова моево, жолто, слабичко, убаво на мајка. Не бригале, мајко, кога ќе се здружиме заедно, ќе јадиме заедно, ќе работиме. Како за прво да седнеме, да ручаме, да се одмориме, зашто оддалек пат идеме. Повелете, седнете. Јас готви вечера, се е спремено само да ви донесам. Повелете. Черко, Ајде, убаво на мајка, седни. Тука, седни. Како не ви е страм, бе? Сти ги опрчиле сите 4 горе и си спијате, си се одморате. Саде јас морам така искокорен да седам по цел ден. Чунки 300 гајлиња имам јас. Леле, држте ме, браќа, оти саче го отепам. Отко сме на веков, само истото го слушам. Сте ги упрчиле 4 горе. Што сакаш бе ти? Ха? Слушај ти. Сега е јануар, сега тебе ти е редот. Што сакаш? Ние не треба да се мешаме во работата. Ха? Што? Сечко, февруарко, немој да се дереш ти, оти ме гледаш колкав сум. А ако ти ја влепам една, редот ќе си го изгубиш, така да знаеш, ќе те клам да бидеш последен за декемврија. Да, бе ти, како не ти е срам си ме нашол тука најмалечко и сакаш да ме тепаш. Слушај, немој сега јас тебе. Едба? Што бе ти? Да не сакаш ти мене да ми влепиш некоја? Ај обиди се, бре, пиле соколово. Ти од тебе, бе. Не е работата во тепање. Немој да ти ја разбудам сега, баба Марта. Баба Марто, стани, разбуди се. Јануарко сака да ме тепа. Стани. Баба Марто, стани, разбуди се. Баби да те јадат. Тој си те разбикал, не разбудивте. Ајде, да не сме слушнали таму глас. Хајде. Абе, браќа, мене ми се спие. Ајде.
Ама студено. Рано е! Рано е! Зошто ме будите толку рано? Како зошто? Како зошто? Јануарко сака да ме тепа. Вели тој дека јас сум мрзлив, а тој е мрзлив. Еве, што сега тој? Јас да му ја вршам работата? Еве, погледни колку е топло, ба Марто, уште никаде не испратил снег. Мојот снег доаѓа по неговиот. Хајде, не карајте се. Ти, Јануарко, да испратиш снег. А тоа што не ќе стигне, ќе го направи Фебруарко, нашиот сечко. Хајде, не карајте се. Ама како да пуштам снег, кога сега мене ми се спие? Разбуди се. Не биди мрзлив и работи. Оди, ако ме оставиш будна, ќе ти разлистаат сите дрва. Не е време за тоа. Кога ќе дојде сечко, сите ќе ги изгори. А тој не е мрзлив како тебе. Умее да работи. Ај, морам пак да заспијам. Рано ми е. Се стопли премногу. Виде колку се лош. Ја разбудивме баба Марта за бадила. Гледаш и сам колку се стопли. И премногу се стопли за ова време. Ако бе, ако. Нека се стопли малку. Сакам да стоплам една мума, што си има голема мака. Сега воопшто не те разбирам. Не те разбирам ич. Пак ја раздам баба Марта. Знаеш? Зошто бе? Зошто да ја будиш? Ти реков, момата си има мака, сакам да ја стоплам, да ја помогнам. И кажи ми де, Шо? која е та мома? Кажи ми, шо мака има? Кажи ми. Сега молчи си ти. Ќе ти кажам јас кога ќе дојде време. Сега нема уште мака, ама ќе има. Ќе видиш, кога ќе има маката, јас ќе ти кажам. Сега остај така малку, нека се пристопли, а сетне ќе пуштиме снег. Арно велиш, шо ми е такава работата, така и нека биде. Слушај, немој да ме будиш поеќе. Не, спи си сега. Ми Ајде, текна ми нешто кога ми направи. дојде редот, сам ќе се разбудам. Добро, Ајде така. ајде. Татко, Решив да одам, да заработам и ќе се вратам. не требаше да појдеш. Куќава и вака и онака ни јарна. Ти, најарно ќе биде да не се мешаш во овие работи. Ова се домакински работи, ние двајцата сме решили така. Треба да оди, нека заработи, зошто да не, да се расшириме со по некоја одеја. Не карајте се, Не, решив не. да одам и толку. Да. Што ќе ми донесеш кога ќе се вратиш од таму? За донесување лесна работа. Само нека се врати здрав и жив. Тебе ништо не ти реков. Нему му реков. Што ќе ми донесеш? Доста, немојте да се расправате, убаво ви рече таткови. Не расправајте се, ќе донесе што ќе донесе. Ќе одам. Така. Ти, татко, Така, ти и мајка. Така, ќе се грижиме. Да ги чуваш и двете. Ќе ги чувам. И мојата, и твојата. Така, не бери га. А сега седите ми со здравје. Со Ајде. здравје, татко. Соарно доди, соарно да ни се вратиш. Ајде, среќен нека ти е патот, ај. Иде донесиш пари. Малку поваму. Потаму реков, не поваму. Поваму реков. Ај ме мрзи да се расправам, арно е. Сега може да седнам. Не може. Еот не ми даваш да седнам. Се сработив. Кажете, има ли нешто несработено? Има. Има. Ако сакате да измислувате, тогаш сигурно има.
Ама ти многу збориш. Си го бараш со бори на чотекот. Не сум ја тепала денеска. Ако те знам. Зар немате гре да ме мачите? Сите работи во куќава на мене ги оставате. Ау. Да не сакаш да си ја мачам мојава убавица. Гледаш колко ми е слабичка и сушена. Вистина, Мориоти си таква. Те чувам, те ранам, те појам, лежиш ова овде те служи дење ноќе. Зошто си ваква слабичка? Види ја. Ко на мртвите вода да им носиш. Од мака што ме гледа мене, затоа е таква. Да ме нема мене, сигурно би се здебелила. Како да те нема? Сакаш да бегаш, а? Па после јас да работам. Нема да мрднеш од тука. Види ја ти неа и трицата? Мамо, дони си ја пуштила да мрдне од тука. Умна мајка. Умна мајка, како ти текна за оваа работа? А јас сакав да ја кажам да фати дженем да не ја гледам веќе. Сега да седнам? Седење нема, оти работа има. Каква работа среда ноќ? Ми се пие студена вода. Да ја земиш томнете, да донесеш вода, ама знаеш од која сак. Ќе отидеш там во планината, на таа чешма, ќе ми налееш вода пресна уба, од таа ми се пие. Леле, и мене токму од таа вода ми се пие. Од убавото јадење ми се припи. Знамо ти морам да одам. И затоа веднаш ќе тргнам. Ама да знаете, попат на Бога ќе се молам да ми го врати татка и да ме спаси од вас. Знам јас и нему што да му кажам, не бери гајле. Убаво и направи. Нека умре во темницата од страв, кога знае толку многу да збори. А знаеш што сум чула? На извор имало едно ветерничаво дрво, а таму се собираат самовили кај што има ветерничави дрва. Леле, ако дувни ветер, ако се појават самовилите и ветроштињето ќе раскинат на парчиња, само да се погоди времето. Станете, бре, Ајде бе, разбудете се. Зошто? Кој? Зошто? Ај, Јанорко, ти сад ќе спиеш, Јас ли сум наред? Леле, сум се успала? Не си се успала. Туку, ај разбуди се па да одиме до изворот, да се напиеме вода, ми се пие вода. Море, оди потака, бре. Оди сам, мене ми се спие. Ти се спие. Готово е. Нема спие, ајде разбуди се. Тебе и време ти е веќе да ме замениш? Бере таму. Не карајте се тука. Ајде да одиме и побргу да се вратиме. Арно велиш, Марто. Чекај да ги викнам и овие. Април, мај. Јуни, остај го, нека спија. Април, мај. Ајде, разбудете се. Кој да станува? Јас да станам? Леле, ма студи. Јас да станам. Кој ме буди ова време, а? Ти, Јануарко, па може ли една година да помине да не ми го правиш ова? Ме будиш во твое време. Сакаш се да измрзне и ништо да не роди, а? Сакаш народов да ни гладува? Ај, остај ме да ги преспијам твоите студенила. И вистина,
Јануарко, како мало дете си. Не ти текнува дека така не бидува. Току ајде ние сами да одиме, па побргу да се вратиме. Ајде оти ќе задоцниме, ајде. Ама чекај бре, абе, заошто ќе задоцниме? Јас не одам. Ајде ме тргнувај. Оти ако се расправаш со него ќе се измеша времето. Не ќе се знае кој месец е и луѓето ќе се чудат. Каде чудат? Остави ги. Пак нешто му зоврело в главата на Јануарко. Не му зоврело, туку му замрзнало. Ох, леле, ништо не знаеш. Не му замрзнува главата. Разбираш? Ме слушаш ли, бе? Види, мајката не ме слуша, заспал. Ајде јас да заспијам што побргу, уште не ми е времето. Ми се спие. Немој да заспиваш. Немој, а ти ајде пи да си одиме. Ајде, ми се спие. Чекајте, уште треба да се напијам и да почекаме малку, да се починиме. Нечу, ми се спие. Немој да спиеш, мораме да се враќаме. Ајде, пи бе. Добра вечер, стриковци. Добра вечер, тетко. Да ти Бог добро, ќерко, добра вечер. Добра вечер, моме. Добра А вечер. што вака ноќе? Не се плашиш? Ами страв, не страв, морам да дојдам инаку макијата ќе ме отепа. Кај што има сила, нема правдина. А велиш, те мачи макијата, а? Ме мачеше и татко кога беше дома. И секога отиде да печали пари на лошотијата и нема крај. Јас морам да одам, оти макијата ќе ме отепа. Почекај, ќерко. Сакам нешто да те прашам. Според тебе, кои месеци во годината се упаи, а кои не се? А? Што ви падна на ум да ме прашате такво нешто? Епа, и навистина, што ви падна на ум такво нешто да прашате, ама кога веќе прашавте, јас сакам да знам кој се најубави, ајде побргу ти, кажи оти ми се спие. Ако сакате да ви кажам, јас мислам дека сите месеци во годината се убави. Јануари, убав ли е? Јануарко, Сечко, Марта, сите се убави. Значи, и јас сум бил убав. А Марта велат лоша е, а? Марта е најубава. Оди ми со здравје, пиле. И благослоена да си. На секој твој убав збор, по еден алтан од уста да ти паѓа. Така. Ако немате нешто друго да ме прашате, јас ќе одам зашто макијата ќе ме отепа. Ајде, наполни вода. си водичка. Ајде и оди оди си. си. Ајде, пиле. Кај си ти, вештарка една? Се влечкаш. Како не те однесоа тие ветроштињето таму на изворот? Немаше ветер, мајко. Што е тоа? Види, вистина излезе работава. А јас мислев само така рекоа. Кој ти рекол?
Што ти рекол? Мајко, на изворот имаше едни луѓе и ми рекоа, на секој убав збор по еден златник одуста да ми паѓа. Ај да се живи и здрави. На изворот велиш? Станувај. Станувај, и ти да одиш, станувај. Како да одам во темница, па страв ми е. Сакаш само таа да се збогати, будала една. Станувај, да одиш. Кога ќе се збогатиме, кога ќе направиме една куќа, кога ќе те облечем, кога ќе те дотерам како царица ќе те направам, ќе те омажам за најбогатиот во местово, тогаш овој не мораме ни да го чекаме да се враќа од печалба и пари да ни носи. Ако ти е страв, сакаш да дојам со тебе? Сама ќе оди и сама ќе си се збогати. Сакаш и ти да одиш со неа? Сакаш да ги земеш половина? Да делите, а? Не може. Станувај. Земи ја стомнава, истури ја оваа вода и да одиш и ти на чешмата. Ми се спие. Немој да заспиваш. Немој, а ти ајде пи да си одиме. Ајде, ми се спие. Вие ли сте оние што сте ја благословиле онаа мисиркана? Ај сега и мене исто да ми направите. Чекај, мори моме, чекај, бе. Ти прво добро вечер не кажа? Ове веднаш ај да ме благословите. Добро вечер прво треба да кажа. Добро, ај, добро вечер. Ај сега и мене. Ајде да те праше. Праше, ти не сакам ни да ја прашам. Не можам јас да ја прашам, оти мене ми се спие. Не, јас ја прашам. Слушај сега ти, моме, што ќе те прашам јас тебе. Ај ти да ни каиш кои месеци се арни, а кои месеци се лоши. Зар вие не знаете, та мене ме прашате? Па и малите деца знаат кои се најлоши. Кој? Јас ќе ви кажам. Кој? Јануарио и февруарио. А пак онаа Марта, смушена со 300 умови. Тики, да ви кажам, и другите не се нешто поарни, ама што ќе чиниме, сме им паднале враце, па ќе ни прават што сакаат. Ај да си благословена. И на секој твој лош збор по една крастава жаба од уста да ти паѓа. И ајде наполни вода, не сакам повеќе да те гледам. Уф, јас пак сум пукнала да ве видам. Мајко, кој те тегнеше за уши да ме праќаш кај оние вештери. Само зло да ми направиш. Леле, оти, Марикерко, оти. Оти ваѓаш крастави шапчиња од уста. Каде ти се алтаните како кучкава при сестра ти што ги ваѓа? Така ми кажаа тие, дека на секој лош збор вака ќе ми се прави. А како да не кажам лош збор кога ме прашуваат што годе? Ме казнија со најголема казна. Еве сега и на ова не можам да ја кажам нешто што треба да им се каже. Знам дека тешко ќе ти падне. Ама ако сакаш жапчиња од уста да не ти излагаат, ќе мораш да внимаваш што зборуваш. Леле, не можам да ја слушам. Ќе ја задавам. Нема. Леле, ќе си дојде човекот. Леле, што ќе му кажиме што се случило, како ќе му кажиме? Без гајле да бидете. Знам што ќе направам. Ќе му пишам писмо на татка од туѓина да се врати одма.
пари негови не ни требаат. Ама ако ветите дека лоша мисла нема да имате. Вие си знаете. Кој другому гроб копа, самиот паѓа во него.